Добро утро до вас, колешки, добро утро до сите гледачи кои што нагледаат утринава и се на фреквенција на Телма телевизија. Ве поздравуваме од пред зоолошката градина во Скопје со едни убави вести, односно ќе кажеме нешто повеќе за новата принова во зоолошката градина, односно за тоа дека се родија патаси или пак нов вид на мајмуни. Исто така ќе поразговараме и за други животни кои што се дел од зоолошката градина, односно ги има и други видови на животни кои што се родија и сега се дел од зоолошката градина веќе од крајот на месец март. Повеќе за животните се разбира во продолжение ќе слушнеме од мојата денешна гостинка Тина Мицковска. Добро утро и добро дојдовте во утринска. Добро утро, до ова студено утро овде пред зоолошката градина, но сепак нели се јавуваме со убави вести. Да, спомена патаси, но не се само патасите. Секоја пролет некако во зоолошка имаме еден своевиден беби бум, така и оваа пролет имаме доста нови бебиња, на кои што искрено сме горди, бидејќи навистина некои видови се многу тешки да ги чуваш, а не па да добиеш и малечки од нив. Да, патасите ги спомнавме како тој е најбрзиот мајмун на светот и овде може да ги видат посетителите, навистина постојано се нели некаде раздвижени, кај нив имаме веќе 3 бебиња. Кај лемурите исто така има еден феномен кој што се случува, ни се раѓаат без начиња. Обично гледам дека во некој зоолошки во светот да се роди едно лемурче па е сензација во таа држава, каде да било например во Русија, не знам, да се роди лемур навистина во сите портали таму, на сите вести. А овде кај нас исто оваа пролет имаме дури 2 пара близнаци и уште неколку мали бебиња посебно. Што е уште поретко. Да, многу ретко, 2 пара близнаци, минатата година мислам дека имавме исто. И навистина треба да се работи на зачувување на овој вид, бидејќи како што знаеме лемурите доаѓаат од Мадагаскар, а таму се повеќе се уништува нивниот природен дом. Така да се надам дека и во иднина многу повеќе ќе се работуваме со надворешни организации на оваа тема за зачувување на овој вид и продолжување, значи не е само да кажеме дека се родиле бебиња и ајде сега ќе си ги чуваме и тоа е тоа. Не, напротив, мислам дека треба многу повеќе да се работи на развивање на свеста за овие видови, а како поинаку би го направиле тоа ако нели не го продолжиме видот како прво и како второ како би го направиле тоа ако не зборуваме повеќе за овие животни. Исто така гибончето е едно нели од оние што се родија бебиња сега. Гибоните се еден од најзагрозените видови во светот. Во зоолошката градина веќе имаме фамилија, мајка, татко и 2 ќерки, а ова е трето бебе, уште не сме го провелиле полот. Но меѓутоа мислам дека и навистина гибонот е доста важно што го имаме во моментов. Сакаш да ти откриам уште бебиња или сакаш имаш некое прашање? Па сакав да прашам со оглед на тоа напомена дека патасите може да ги видат посетителите, дали можат гибоните и лемурите да се видат? Па сите бебиња може да се видат освен гибончето, затоа што во моментов го чува мајката. Кај нив некако тие се повеќе слични на луѓето. Спаѓаат во нашата група на човеколики мајмуни и се така да кажам премногу приврзани, додека ни порасне бебето е постојано во прегратките на мајката. Сеќавате дека пред некоја година имавме и случај кога мајката сакаше да го остави, го отфрли своето бебе Делфина, која што падна во езеро, па ја реанимиравме, ја спасивме и ета сега фала Богу жива здрава од кога ја одгледавме ние. Така да мора да се биде доста внимателен со нив. Не се интересно друго е што имаме и бебе кај белоглавите орли, кој што навистина еден исто редок феномен, многу луѓе се обидуваат да ги размножат, да ги пуштаат во природа, бидејќи и тие се доста загрозен вид, а се многу важни за човештвото, затоа што се тие најголемите еколози на чистотите зарази, што тие јадат само мрша, не јадат воопшто живо месо. Така да мислам дека и тоа бебе едно од она што најмногу не направи горди оваа пролет, бидејќи се консултиравме со стручни лица како да направиме посебни гнезда каде што птиците ќе можат нели да ги чуваат своите јајца. Така да се надевам дека и во иднина и на оваа програма ќе работиме за што повеќе ослободување на белоглави мршајади во природа. Тукму и тоа сакав да прашам, велите се консултиравме со стручни лица, дали пред да се родат нови животни, да станат членови на зоолошката градина, воведувате некои посебни услови, како се однесувате во тој момент, дали има некоја припрема пред тоа? Секако да, нашите зоонегователи веќе се навикнати нели овдека постојано да чуваат нови бебиња. За некои животни треба многу посебни услови, за некои не ги оставаме сами да се грижат. Еве на пример се сеќавате кај пингвините снимавме, зборувавме за тоа. Таму мора да пристапат и зоонегователите како сурогат мајки, односно асистенти после раѓањето на бебињата, односно во овој случај испилување на бебињата. Тие ги хранат се уште, значи додека направат неколку 4-5 месеци, имаат прихрана во вид на риба и од зоонегователите.
Пред самиот крај ќе прашам и за купи карта сега, односно зимската кампања која што се уште е во тек, може да се купат до 1.6. Дали со секоја купена влезница помагаме за самата благосостојба на животните? Апсолутно да. Навистина стварно ми е криво, пак ќе го повторам тоа дека 80 денари не е само влезницата, а сега има навистина големи трошоци и апелирам уште да се јавуваат големи компании кои што сакаат да помогнат и да бидат општествено одговорни. Ви благодарам многу за одвоеното време и се надевам дека со ова вклучување на некој начин и ние помогнав. Ви благодарам и јас на вас. Се надевам дека ова вклучување беше добредојдено со сите корисни информации за новите животни кои што се сега дел од зоолошката градина, но и уште еднаш ќе потсетиме за зимската кампања која што е се уште во тек, односно можете да купите карти, односно влезници за зоолошката градина кои што ќе можете да ги искористите до 1.6 оваа година и се разбира дека со самите купени влезници помагате и придонесувате за самата благосостојба на животните.